Во студиото имаме нескрклива душа уметничка, знаејќи патем и од кој дел од Скопје доаѓа, јасно беше зошто стана пред малку и за малку ќе влезеше во кадарот, ќе го видите наскоро, ќе има малку подолга најава. Представата 12 според 12 дневни луѓе на Реджиналд Роуз, режија Синиша Евтимов, продукција Македонски народен театар. Поротата од 12 луѓе е тема, додека размислува дали да осуди или да ослободи 18 годишен обвинет врз основа на разумно сомневање, принудувајќи ги поротниците да ги испитаат состојните морални вредности. Одбраната и обвинителството ја завршиле својата работа, а поротата е испратена во посебна просторија да одлучи дали младиот човек треба да биде осуден на смрт за убиството на сопствениот татко. Она што изгледа како лесна одлука станува бура од емоции и на виделина излегуваат сите мани и предрасуди на поротниците, а со тоа и на современиот човек, нели? Единствениот кој се противи на смртната казна и се сомнева во доказите што ги изнесува обвинителството е поротникот со бројот 8. Синиша Евтимов, режисерот, е гостин ова утро и го отвораме разговорот со прашањето кој е поротникот со број 8? Дали случаен лик или олицетворение на она што треба да биде еден современ човек? Па ја мислам дека дури и тој е случаен лик. Стана збор за 12 случајно избрани ликови, нели, кои што одлучуваат за судбината на еден човек. Ако мора да бараме метафори, најверојатно осмица е она што е најблиску до современиот човек, но не сум сигурен дека е 100% во право. Станува збор за 12 некомпетентни ликови, у принцип избрани или по случаен избор од секојдневието, секој со свој различен бекграунд, биографија, историја и окупација на крајот на денот, занимање, така. Тие 12 одлучуваат за нечија судбина. Тоа е основната фабула, меѓутоа кажува многу повеќе за она што се случува денеска во светските процеси, во кои што се снаоѓаме и ние некако. И ние сме на крајот на денот само статисти од целата приказна, али секогаш некои рендом луѓе од различни милјеа одлучуваат за нечија судбина. Дали е тоа индивидуална судбина, судбина на човечката цивилизација или судбина на една нација, апсолутно е небитно. Некој стално одлучува за нешто, а мора да се запрашаме дали вистина е кадар за да одлучи било што. Главното општествено прашање. Добро. Велите случајно избрани луѓе, но никако случајно избрана машка актерска екипа. И многу кадарна. Значи, врвот кај нас прочитав под наводници тешкаши. Веројатно тоа е еден театарски термин кој што си го користите меѓу вас. Колков беше спортски, добро. Колков беше предизвикот да се соберат сите тие на едно место со оглед на тоа дека станува збор за врвни кај нас актери, уметници, кои што за да ги примамиш да влезат во улогата, да ја прифатат улогата, треба навистина да вреди. Кај повеќето во изјавите на назад години, кога ќе ги прашаат зошто беше дел од оваа улога, повеќето велат затоа што тука има нешто, тука има месо. Кој беше месото тука? Одговорот е многу прозаичен, во принцип, не е толку мистичен. Сите овие луѓе, сите овие великани на македонското театарско небо се дел од ансамблот на Македонскиот народен театар и секогаш биле. Само никому до сега предпоставувам, ниту се обидел, ниту му текнува да ги обедини заедно. Ниту па нашол, предпоставам, текст. Јас овој текст го имам кај мене во глава одамна. 12 Angry Men е еден од моите омилени филмови, уште од времето на студирање на ФДУ, дебютантскиот филм на Сидни Ламет, и секогаш мислев дека е соодветен за во театар и дека може да испадне добра представа од тоа. Го чекав само правиот момент за да го реализирам, да ја реализирам таа идеја. И онда тоа го мултиплицирав со безобразната подела, би рекол, која што... Лично ми требаше некоја промена во мојата кариера. Јас се етаблирав као режисер на хит комедии, што и да тоа значи, ама и така велат медиумите, нели? Јас мрзам класификација од овој тип, да. Меѓутоа, сега да кажам, доста представи направив во театар комедија и онда публиката почна да има очекувања од мене. А јас себе си поставив еден сосема нов предизвик. МНТ е мојата матична куќа и таму имам сработено доста представи, меѓу кои
поголемиот процент намерно или ненамерно се исто комедии и ми требаше сосем еден нов предизвик во животот, можеби и враќање кон нешто каде што започнав на самиот почеток на мојата кариера. Во секој случај да се вратам на примарното прашање, не беше воопшто тешко да ги соберам овие ликови, особено што сите тие во одреден дел од мојата професионална кариера ми помогнале на овој или на оној начин, или сме се судриле на сцена, нели, во различни ангажмани и итерации. Меѓутоа, на крајот на денот, ова е плод на долгогодишна соработка и градење на пријателства во театарот. Сите овие луѓе кои што играат во представата денеска се мои драги колеги и пријатели пред се. Така да не беше воопшто проблем да се соберат. Имињата ги должиме. Апсолутно, Тони Михајловски, Никола Ристановски, Игор Џамбазов, Јордан Симонов, Владо Јовановски, Сашко Коцев, Оливер Митковски, Сенко Велинов, Ѓорги Јолевски, Александар Микич, Горас Цветковски, Благој Веселинов. Ако сакавме да прашаме кој од кремот учествува, подобро ќе беше да прашаме кој не учествува од кремот. На убава компилација од помладата и повозрасната етаблирана веќе актерска екипа. Така е. Да. Нели? Да. Секој колектив мора да има и ветерани и пионери. Апсолутно, да. За жал и за среќа нашиот колектив е составен од баш легенди ветерани. И сега се надевам дека во догледна иднина ќе се обидеме и малку да го подмладиме целиот ансамбл, затоа што у принцип половина од оваа екипа наскоро ќе ни оди во пензија, што не значи дека нема да престане да играат оваа представа, меѓутоа ова беше соодветен начин да се собереме сите и барем барем во овие мои 28 години театарско искуство и работа во низ сцените во Македонија, да се обидеме да собереме една ваква екипа. Овие луѓе никогаш не играле заедно. Играле двајца по тројца во сцена, четворица во некоја поинаква представа. Мислам дека во представата на Унковски, изгубени германци пред некои 10 и повеќе години, голем дел од оваа екипа играше. Играла и кај мене доста голем дел од оваа екипа во Едмонт или во Сомнително лице, меѓутоа не во оваков склоп. Овде се 12 луѓе, 90 минути, цело време на сцена, нема искачање, соочени се еден со друг, мора 12 луѓе, освен во порота, може само во фудбалска екипа со една резерва да Така, собере, да им дадеш да играат фудбал. 11 и менаџер. Да, или така, или менаџерот. Па најверојатно Сер Алекс Фергусон ќе беше Игор Џамбазов, не знам или кој од нив. Па, да, најверојатно, да. Екипата што не ја гледа никој, односно ја препознаваат само оние што ги познаваат можностите на задсценската постава. Е исто така сочинета од својот на елита, асистент на режисерот Бојан Стојков, извршен продуцент Виктор Рубен, косимограф Александар Ношпал, сценограф и дизајнер Мартин Манев. Музиката е на PMG колектив. Кому е посветена оваа представа и беше ли едноставно да се долови моментот на посвета? Па, нема никош да биде едноставен моментот. Представата е посветена на мојот драг пријател и колега и соработник Мирко, кој што, за жал, ненадено и прерано не напушти. Моментот кога се случи тоа, мислев дека више никад нема ништо да правиме. Меѓутоа седнавме со Александар Гаровски, третиот член на PMG колектив, и решивме дека мораме да продолжиме понатаму. Ова е обид да се продолжи понатаму. Секако се она што ќе биде продуцирано од мене или воопшто од било кој човек од PMG колективот, сега зборувам за колективот, не за бендот, овој се разбира, нашата работа ќе биде посветена на нашиот драг Мирко, така да ова е само почеток на тоа. Не знам дали нешто значи, меѓутоа е минимум што можеме да направиме за да го задржиме споменот на него. Споменот на големиот човек од нашата култура и од нашата секојдневие. 12 е за Мирко, јас сум стапица, моето тело е стапица, кога паднав на денот на моето раѓање, Кавка. Цитат негов. Со него се поврзани анксиозноста, абсурдот, отуѓувањето, вината, недовршениот ракопис процес, зацкривањето, заборавањето на човекот и неговиот обичен живот и обичните проблеми со кои се соочува. Текстот на Кавка ја достигнува славата, дури е недовршен, неговиот пријател не сакал да го доврши и славата ја стекнува по неговата смрт. Има паралела некоја меѓу 12-ката и процесот, бидејќи процесот е трајал, судење, нели? Може да се најде особено литерарна, меѓутоа овде станува збор само за една состојба и ова е еден цитат од Кавка кој што мислев дека е соодветен за ситуацијата во која што се наоѓаме. Добро, споминавме Сомнително лице, го споминавме неколку пати, ајде ќе ги споминавме дел од впечатливите, иако ова се само дел. Не се клади на енглези, мој термин.
Ова представа, и кажавте дека е ваше некое враќање во ново руво, неочекувано за вас. Зошто толку, еве вас лично ќе ве прашам, овации од публиката ве враќаа на бис, колку пати на премиерата, за вас лично, што тие представува? Колку е значајна оваа представа, 12? Колку е значајна? Може малку и делот дека, еве, во одговорот и за Мирко, кога ве праша, малку го почувствував оној момент кој што на почетокот во разговорот некако можеби сакавте да го подскриете емотивниот момент за целата представа, но еве и за истиот и ве прашувам за значењето, за вашиот емотивен момент, како ја доживувате? Океј, мислам, јас секоја представа, у принцип, исто, влагам 100% во секој процес во кој што работам, овој не е никако поинаков. И нормално е кога ќе влезеш во нешто така, безрезервно, влагаш со сите своји емоции, се разбира. Затоа, мислам, нашата работа е таква, сите мои колеги исто го имаат истиот однос према она што го работат. Така да, не би можел да издвојам дека е позначајно од било која друга моја представа што сум ја направил. Секоја представа ми е неверојатно значајна. Меѓутоа, во овој момент од времето, дефинитивно 12-ка е она што ме дефинира како артист, што и да тоа значи денеска. Така да во тој смисол е апсолутно значајно, да. Совршен поп-продукт, дел од рецензиите велат стоечки овации, ова е нашето колективно наследство, All Star екипа, нема место до пролет, се е распродадено. Дали годи ова кај еден уметник, затоа што театарот е уметност? И е дефинитивна награда за она што си го работил и за она во што си верувал. Меѓутоа, да бидам искрен, не е ништо ново за мене, затоа што ќе морам ги спомена, не се клади на енглези мој термин, кој што исто така се уште се распродадени. Меѓутоа, тука морам да ги споменам и Илуминати, Стюардеси, Вардарски пастори, затоа реков само еден дел. 10 години играат во театар комедија и за нив нема карти. Да, така да чувството е очекувано за мене. Би било промашено нешто да не е така. Да бидам искрен, јас ги издвоив, не се клади на енглези, особено знаејќи дека така сте фан на Манчестер Юнајтед и она што му се случува на црвениот тим од пристаништето. Да. Ја мислам дека тоа нека карма, ми оди добро во театар, ама на мојот омилен тим не му оди добро. И на Милан не му оди, така што ете тука сме на иста бранова должина, сме некако. Нека ви оди добро во театарот и тој го очекуваме од вас. Да, ви благодариме и да се обидеме да дојдеме до карти, толку ќе си посакаме на крајот. Може би Дедо Мраз ќе ви донесе. Кој знае. Само да не стигнат во април. Ете, добро е тоа. Синиша Евтимов, благодариме за минутите и ве очекуваме со новото дело повторно во ова исто студио. Со задоволство. Инаку дете на МТВ, кажавме на почетокот, Бушава азбука, едно од оние 6 деца. Таа порота. Едно од децата ни вети дека ќе се обиде да ги собере сите 6, некој не е тука, некој од нив, имаме современи средства на комуникација, ќе се поврземе